Здраво гледачи! Денес во првиот подкаст ни се придружува нашиот прв гостин Ердјан. Па искрено не ќев ни да дојдам, ама Клошаров нема со кој да снима, па викам ај ќе се заебаваме, што знам. Ќе го прашаме каде беше, зошто го немаше и зошто жената го тепа секој ден. Па ова е првиот ви подкаст во Македонија. Никогаш не мислев дека ќе снимам вакво нешто. Се надеваме дека ќе има повеќе овакви подкасти. Ако сакате повеќе овакви видеа, останете со нас и следете го подкастот. Брат, добро ми дојде во мојот подкаст. Подобро те најдов, брат. Убаво ми е што сум тука. Кажи ми, брат, што правеше во последно време? Каде се криеше? Еј, брат, работа, обврски, знаеш како е, денот поминува, веќе не. Да, и каде беше тоа време? Бев во Германија некое време, но тоа не е живот. Само работа и нерви, нема љубопитност таму. Да, тоа значи и како беше таму? Вредеше ли барем? Искрено, брат, пари има, ама душа нема. Таму сите брзаат, никој нема време да се насме. Класичен, брат, ќе најдеш таква љубопитност како овде кај нас. Токму така. Таму живееш за работа, а овде работиш за да живееш. Да, па кога беше таму, барем научи нешто ново. Научив неколку работи, ама брат, животот таму е премногу стресен. Ја фалам слободата овде. Брат, слушнав дека имаш песни, како влезе во тоа? Брат, Амет ме навлече, поздрав до него, до брат ми! Брат, како стапи во контакт со него? Па, брат, интересна приказна, ама да ти кажам, брат, Амет го запознав преку жените, они се знаеа и така се запознавме. Еден ден жена ми зборуваше со неговата жена брат и така почна приказната. И на муабетот слушнав дека прави песна за YouTube и тука почнавме малце зборевме за тоа, за песни ова она и у тој момент и го прашав дали можам да дојдам на гости. Тој одговори: може брат, кога сакаш. Братче моје, малку сум исплашен, бидејќи за прв пат одам кај непознати луѓе, ама стварно многу добро. Ме пречекаа неговите родители, супер. Исто така имав пријател кој беше со нас секој ден. Поздрав до Омер, многу супер другар, социјален, и почнавме да снимаме заедно. Не знаев како да пеам рап тогаш, тој ме научи и така почнав со него. Денес сум со него повеќе од брат, толку неразделни и иако отидов во Германија, немавме контакт. Брат, тој е човекот што ме натера да влезам во овие води и за тоа сум многу благодарен. Кажи ми, брат, зошто почна со YouTube? Дали беше поради слава и пари или онака од љубопитност? Не, брат, ова не го правиме за пари. Ова го правиме од љубов, чиста желба. За нас секој разговор и секое снимање е спомен. Еден ден, кога нашите синови ќе пораснат, да види нешто од нашето пријателство. Да свати дека не е се во парите, има и нешто поважно. Љубов, почит и вистинско братство, тоа е поентата. Брат, ова беше навистина од срце. Почит. Вака, мала пауза, брат. Имаме една кратка реклама. Луѓе, време е за мал одмор и една убава реклама. Не мрдајте никаде, по рекламата доаѓа најинтересниот дел. Ајде, брат, време е да ги платиме сметките со мала реклама. Луѓе, фрлете еден лайк на TikTok и претплатете се на YouTube Еде Продукција, таму е вистинскиот муабет. Добре дојдовте во Ед Продукција подкаст, каде вистински приказни, сурови емоции и чиста енергија. Еди Продакшн подкаст не е само зборување, туку е поврзување. Секоја приказна што ќе ја слушнете, секоја смеа, секој момент доаѓа директно од вистински искуства. Влезете во светот на Еде Продакшн подкаст, каде секој разговор предизвикува енергија и автентичност, без скрипти, без лажни моменти. Останете поврзани со Еди Продакшн. Следете не на TikTok, претплатете се на YouTube и никогаш не пропуштајте ги најновите епизоди. Брат, која ти биде првата песна што ја сними? Брат, првата ми беше дома тут. Без студио, без ништо, само мерак и телефон. И како се чувствуваше кога прв пат го слушна завршено? Брат, срцето ми играше. Не можев да верувам дека сум јас. Кој ти помогна најмногу на почетокот со музиката? Искрено, брат, Амет. Тој ми покажа како да го правам тоа со срце, а не со суета. Брат, фала ти што се придружи, направивме луда епизода. Ништо, брат, ти благодарам што ме повика на толку добра емисија. Ако ви се допадна овој подкаст, ставете лайк, претплатете се и споделете го видеото за повеќе подкасти.
Тоа е тоа, дечки, се гледаме во следната епизода. Чао!